Нуждата е толку голема и обемна, просторот наменет за тоа е лимитиран. Таму каде што треба да има тоа што треба да го има, кога е потребно го нема, а притисокот е сериозен. Отиварењето оди тешко, па кога се оди, нема каде да се оди. Во Македонија повеќе од 90% на луѓето кои ги остваруваат своите работи надвор, немаат соодветни тоалети. Сепак просторот во медиумите на интернет и на социјалните мрежи е толку широк и отворен што тие се претворија во гигантски санитарен чвор во кој ама баш секој слободно и без никакви предрасуди ги исфрла секретите и ги празни цревата. Но и од тоа може да си има ќар. Значи, отпадот не е ѓубре, туку во концептот на нула отпад, тој се третира како ресурс, како материјал кој што се враќа повторно во системот и бива реупотребен или од луѓето. Депонирањето, но не на отпадот, туку на политичките ставови, една од најавтентичните спортски дисциплини кои постојано се враќаат во системот и биваат реупотребувани. Во нив толку многу се инвестира за во виртуелната арена, да се презентираат нови рециклажи, кои треба да привлечат доволно гледачи и да ја радуваат верната публика. Дали е добро што се изгради стадионот? Кој стадион? Кај што ми кога мислите да го наполните? 72 милиона евра ќе треба стадион. Влада која што потроши волку пари во спортот, тоа значи за 9 години требаше да извади олимписки победници. Наспроти скептицизмот, само неколку години подоцна по сопствено признание, организираната и масовна подршка, ама не само на физичкото, туку и на менталното воспитување, сепак донесла некакви очигледни резултати. Па, ваков политички Марадона ние чекаме уште од 1945 година, односно повеќе од 70 години и веројатно со тебе со еден куршум ќе утепаме многу зајаци. Таа медиумска и политичка обседнатост со темата и со ликот ја најавува долгата и исцрпувачка кампања, кога централната дебата, наместо за вистинската со која се соочува земјата, ќе поставува диагнози и ќе пишува рецепти, плашејќи ги граѓаните од болеста која тие си ја вообразуваат. Јас не би се согласила со вашиот коментар дека нашите граѓани се хипохондрици. Одбивањето без потреба да се биде под терапија не значи дека се нема резервен план за тоа како да се стаса до се што ќе биде потребно да се преживее следниот период. Особено кога политичките пастири ќе почнат да го спаструваат стадото за презимување. Тој нуди се. Тој буквално става се во пакет, става една голема машна. Имаме обезбедено околу 8 стобали на сено и детелина, што е доволно да се помине зимскиот период. И на крајот, и покрај тоа што се е обезбедено, најважно е доследно да се почитува принципот дека ништо не треба да му се остава на случајот. Значи, сепак важи она антибиотикот, да, тука при рака, но не секогаш во рака. Истото важи и за власта. Таа не смее да биде во нечии раце туку при рака, ама не на политичарите, туку на граѓаните.